Добре дојде во студио за господинот Тито Петковски, лидер на НСДП. Бевте избран повторно за лидер сега во неделата на конгресот на партијата. И што ќе биде запаметено од тој конгрес, вашата изјава дека се извинувате за коалицијата со Груевски. Сметате ли дека направивте голема штета? Да. Инаку немаше да го направам тоа токму на конгрес. Значи, развојот на настаните од 2006 и делото на Груевски, делимично подкрепено и со НСДП и лично мој ангажман, еве до кај доведе Република Македонија. Тоа беше основната причина зашто морав да се извинам и на моите сопартици, се разбира на граѓаните на Република Македонија. Затоа што не само притисокот, речеме, од некои дипломатски кругови во тој период, кога 2006 година, кога се формираше тогаш македонската влада, туку верував дека штетата што ја направи ВМРО ДПМН на чело со Љупчо Георгиевски не може да биде поголема. И верував дека според јавните настапи на Груевски, дека акцентот ќе се стави токму на реформите во сферата на економијата, креирање на нови работни места, странски инвестиции, развој, образование, здравство. Значи, ако имате повеќе работни места, расте стандардот на граѓаните, значи се решават клучните проблеми на една држава. Тоа беше основната причина зошто, после долго натегање, се согласив да влезам во таа влада. Но веднаш откако влеговме во составот на таа влада и него го поддржавме за премиер, значи јас партиципирав практично во неговата промоција на голема политичка сцена. Тој беше некој играч таму. Љупчо Георгиевски сам го истурка на конгресот за лидер, нов лидер на ВМРО ДПМН. Значи, ако отсуствуваше нашата поддршка и ако тој останеше заедно да прави влада со Љупчо Георгиевски, нивната игра нош у грб во тој момент, нели, кој на кого забил најголем нош во грб, ќе го доведеше во ситуација да се релативизира политичката промоција на Груевски. Може би затоа инсистира пред се и странските фактори на НСДП да го поддржи. Јас не кријам. Тогашниот амерички амбасадор, господја Миловановиќ, на 3 наврати ми убедуваше дека Груевски е реформатор економски, дека тој не е националист, тој нема врска, да речеме, со историјата на ВМРО. Тој нема таква хипотека, не е обседнат со големиот национализам и така натаму. Може би за неа друга слика тогаш емитувал Груевски. Но клучната работа беше дека Груевски нема да се бави со историјата, ќе се бави со економијата, со развојот и со еднината. И во моментот кога инсистиравме во владата да влезат нашите приоритети во сферата на социјалната политика, бесплатно здравство, образование, бесплатни лекови за луѓе над 65 години и така натаму, тој се силно спротивстави, дори почна да ми наметнува луѓе од Светска банка, од ММФ, колку тоа ќе влие штетно на македонската економија, ако ние инсистираме, а тоа се темелите на социјалната држава. Покрај другите, едни од клучните елементи. Јас тогаш почувствував дека ние дефинитивно погрешивме и после 6-тиот, 7-тиот месец веќе тоа не беше, вие како новинар веројатно паметите, тогаш почна првите искричувања во односите меѓу мене, Груевски, НСДП, ВМРО ДПМН. Но после година и по, не цела година, кога човекот забега во историјата, во минатото. Првото прекрстување на аеродромот Александар Македонски, па уменувањето на името на аутопатот, па аеродромот во Охрид и така нато, реков дека работите очигледно побегна надвор од она првобитно од контрола и првобитното уверување дека Груевски може да прави реформа и кога почна македонската нација да ја воспева како основа на целата светска цивилизација, ми беше јасно дека имаме погрешен избор во политиката и почна сериозно разидување, а пак денес она што се прави со Македонија, дефинитивно неговата политика Македонија ја води кон распад. Прво внатрешно. Основната негова политичка определба беше да се пресмета до последниот кој поинаку мисли од него. Па пушти, ако се сеќавате, проглас до јавноста, дојде времето да се заврши конечната битка против СДСМ и сите други кои што не мислат исто како него и ВМРО. И додека си имаме навистина како држава со работа со многу опасен човек. Опасен по намерите, со намерите за Македонија, за еднината на Македонија. И еве се испостави. Македонија
не може да екзистира според неговата концепција, стратегија. И затоа говорам честопати, Македонија не може да ги поднесе двајцата и Груевски и Македонија. Или Македонија или Груевски. Груевски и ВМРО се најсериозната закана за иднината на Македонија. Македонија губи под негово водство. Само 2012 година официјални статистички податоци дека се родени некаде 3.500 помалку луѓе отколку што се умрени. Додадете го на таа бројка и селените од Македонија во тој период, исто така официјално некаде 400-380.000, може да мислите колку луѓе напуштија Македонија. Изгора на се, за да се сето тоа сокрие, се договорија со ДОИ да нема попис. Затоа што ако има попис, ќе испадне, ќе видите дека Македонија има повеќе избирачи од колку што има жители во Македонија. 1.738.000 избирачи. Тврдам дека во Македонија денес нема долго жители. Но дека направат попис. На избирачкиот список би требало да биде прочистен. Така, знаете, умрените и оние кои се иселени од Македонија, јас говорам дека се тоа неговите најверни избирачи. Не знам дали кажат за вашата телевизија. 2011 година татко ми гласал за ВМРО, ДПМН е починат пред 11 години. Сега може да мислите кога мене ми го прават тоа. Знаат дека можам тоа да го проверам. Како, што останува за... Треба ли се ДСМ во таков и генерално опозицијата, вклучувајќи и вашата партија, воопшто да не излезат на избори, доколку не биде прочистен избирачкиот список? Ние сега покренуваме на иницијатива во Собранието, како пратеничка група, да се врати, значи да се донесе законот за попис, за спроведување на попис, да се организира попис следната година, да од буџетот одиме сега со еден амандман да се издвојат 14 милиони евра за спроведувањето на пописот и прво да се направи попис, па после да се ажурира избирачкиот список. Но доколку тоа не биде остварено, не смееме да излеземе на избори. Мислам дека апсолутно, бидејќи знаете, Груевски секоја година повикува ајде на предвремени избори. Знаете тоа што значи? За него не му се битни изборите, тој знае дека однапред ги има подготвено сите списоци, заокружени се тие, не се гласа, кај него немате избор. Кај него имате само констатација на резултатите. И никој не смее да се сомнева во конечниот исход на резултатите. И затоа инсистираме без попис да не смеат да се организираат предвремени парламентарни избори. Како ги, да се вратиме околу улогата ваша и на премиерот Груевски, како ги коментирате лавината сега најавени тужби Мијалков против Шеќеринска, премиерот Груевски против Заев? Вие изгубивте од Груевски на судски спор. Не знам, за првостепената одлука е донесена. Сега сме на апелација, не знам, не очекувам многу сериозен пресуд. Знаете, тука нема никаква тајна. Како ги толкувате овие тужби од страна на власта кон опозицијата? Тоа е насилие од позиција на власт, бидејќи судството е партизирано, па јас ќе го кажам, не го тврдам на памет, случајот со мене. Значи, ние седнуваме во судницата, моите двајца бранители и бранителот на Груевски. Груевски е тука и вели, бидејќи почнуваат годишните одмори, во понеделник е последниот работен ден и после тоа судиите идат на одмор. Груевски вика, ја немам време за чекање, тоа мора брзо да се заврши. И судијата вели, ајде молам да продолжиме уште 2 сати од работното време, за да го завршиме. Викам, ја не се брзам. Зошто се брзате? Нека остане, па нека остане за есен. Во меѓувреме ќе видите вие, ќе ги средите печатоци. Не може, вели тоа адвокатот на Груевски, Груевски му шепти, мора тоа се заврши у понеделник. И се заврши у понеделник. За 10 дена, не цели 10 дена, од закажувањето на претресот, одржувањето и изрекувањето на казната кон мене. Преку тој пример вие може да го видите какво е судството. Судството е длабоко седнато во скут на извршната власт. Тоа се делегирани партиски војници треба да уништат секој што мисли поинако од ВМРО. Но дали е целта, прашањето ми е дали е целта добивање на тужба или замолчување на критички гласови во случајот на Еве Шеќеринска, Заев, вас? Па не смеете вие јавно да се спротивставите на ставовите на ВМРО. Тоа е страфукоски, па гледате, беше народот не смее, не е само политичарите. Обичниот човек ја слуша таа, ја чувствува таа вибрација, дека никој не смее да искаже став отворен против власта. Почна и децата дома да ги воспитуваат, пази што зборуваш на улица.
Primjerot so Kežarovski, primjerot so mene, primjerot so Šekerinska, Zaev i така натаму. И сите кои што се охрабруваат, се осмелуваат да артикулираат свој став по определени прашања. Не да Боже директно вие да ги повикате ни, па вие Радмила чепна во центарот на мојте на ВМРО. Директорот на тајната полиција, првиот братучет на премиерот. Тие се исповржани внатре од сите родства, брат, братучет, вујко, кум, кумашин, сите се во власт. Вие ако чепнете кај Мијалков, чепкате директно во интегритетот на Груевски. Да, но дали е закана за политичката иднина во случајот еве Шечеринска или Заев? Па видите дека е тоа повеќе од сигурно сериозна закана, ама дека тоа не смее да се подлегне на тој притисок, ако сакаме да се променат работите, тоа е повеќе од сигурно и затоа мислам нема друг кој освен опозиционерите во овој случај директно кој што се и стожерот на опозицијскиот блок СДСМ пред се Заев и Радмила Шекеринска не треба да дадат тон, вклучително и ние. Еве, тужен сум ја, тужен е Жерновски, плаќа казна и така. Сите опозицијски партии тие треба да бидат замолчани, да се прошири фронтот на ВМРО на сите сегменти во нашето општество. Тие кај децата, верувате ми, не го зборам на памет. Кај децата е шират идејата кој не е ВМРО, не е македонец. И вие однапред треба да знаете, само ВМРО е македонска партија, патриотска партија. Регрутира членство уште од основно образование. Тоа е злосторство кон младите. Ма тоа е таква партија, тоа е која инсистира на авторитарен режим. Значи, јасно е да се втера страв по коски на сите, да мора да го почитуваат мислењето, ставот на водачот и на партијата што е на власт. Во спротивно, тој може во секој време и јавен обвинител и судија да инструира како сака, каква одлука да донесе. А јавно настапува, немојте да се мешате вие во судската власт. Ќе ви кажам само еден пример, еве за анализирање, размислување. Ние правевме едно согледување на сите кривични дела пријави што ги направила МВР. Ниту една пријава на ВМРО не е отфрлена. Се што пријавило МВР, јавниот обвинител го зема здраво за готово, а судот се повикува во образложението на пријавата кривична подготвена од Министерството за внатрешни работи. Ја би сакал јавно, еве, вие сте телевизија, нека излезе министерката и нека демантира, да каже, не, има еден случај, кај што е отфрлена пријавата. Значи, се е сведено на безпоговорниот авторитет на МВР, што ќе направи МВР, тоа е сигурно. И само што ќе го пријават човек, нивната телевизија, прва дознава, со камера идат дома, упаѓат кај луѓето, ве осудуваат уште, постапката не е ни почната. Доволно е да идат на телевизија со рацете, со лисици на рацете, вашето семејство, пријателите, готово, вас губат доверба, а тоа е целта. Тие да втерат страв во коска кај луѓето. Тој човек е осуден, што дека Кежаровски да го ослободат утре. Таа траума, тој и неговото семејство никогаш не може да излечат. Значи, тој е осуден, однапред, полицијата тоа го промовира, идат со камери, секого што приведуваат со камери го снимуваат, тоа го пуштаат на Сител, на други телевизии. Имаше серијал, имаше серијал на апсења, меѓу нив и афирата Шпион, па во тој контекст имаше информација, Сашо Ордановски излезе со таа информација дека Црвенковски би бил уапсен во текот на ноември. Мене не би ме зачудила никој. Не би ме зачудили да дојде од мене и вас у некоја директна емисија, лисиците не ги стават. Ние живееме во таква држава. Нема никаква безбедност, нема никаква гаранција, нема законитост, нема правна држава, нема правдина. Тие прават што сакат. Тоа и врховен судија, и јавен обвинител, и истражен судија, и полиција. Мислам дека